Добар ден, добро вечер или здраво како сте. РТК.мк продолжува со презентација на емисии кои веруваме го привлекуваат нашето внимание пред се заради соговорниците со кои разговараме и темите кои ги обработуваме во 20 на минути, половина час колку сакаме да го задржиме вашето внимание. Кога сум во негово присуство, се чувствувам убаво, полетно, добивам повеќе сила и ентузијазам, иако моите години не се малку. Тој е помнат од мене, меѓутоа секојаш има што да се научи од него. Во мојата дејност е познат од поодамна, мојата медиумска дејност, меѓутоа тој има еден мал подоцек поинаков од тоа што јас го работам, меѓутоа сме во тесна корелација. Со него ги работиме лакардиите на Паја, многу професионално, преку 50-60 имаме досега снимено, намонтирано и прикажано, преку 200.000 прегледи, што е одлична бројка за наши македонски кавадаречки прилики. За кавадаречки зборувам тиквешки, затоа што најмногу сега се задржуваме на овој простор, а потоа и пошироко. И секојаш има енергија да предложи нешто ново, што е многу убаво, затоа што не треба никош да се задоволиш со она што го имаш. Ако сакаш да напредуваш во професијата која работиш, секојаш треба да гледаш неколку моменти или неколку години нанапред. Таков е Тони Коцев, мојот вечерашен или денешен соговорник, зависи кога ја гледате оваа емисија, инаку дипломиран на Факултетот за филмска уметност Естрово, Скопје, на катедрата за филмска и ТВ камера. Роден е 1971 година. Тони, здраво. Здраво. Прво поздрав до вашите гледачи и благодарност до телевизијата за поканата и фала на комплиментот. Од поодамна да договараме оваа емисија, треба да им кажеме на нашите почитувани пријатели, еве стигна времето да те викнеме овде во нашата студија. Како се чувствуваш? Супер, значи тука неколку пати сум доаѓал тука на други емисии, исто дел од лакардиите сме ги снимале во овие простори, така да многу пријатно се осеќам. Кога те прашувам за некои други теми, полесно ти е да одговораш. Кога ќе те прашам сега за тебе, имаш ли мала трема? Задршка? Не знам, може малку. Човечки е тоа да се има трема, да ти кажеме, по 40 години бавим со оваа професија, јас и понатаму имам трема и тоа е позитивна работа, затоа што тремата значи одговорност кога нешто зборуваш. И секој збор го мериш во главата. Тони Коцев, почитувани, имав можност да го запознам прв пат 99 година една изложба негова која ја организираше во Кавадарци. Тогаш малку поблиску бев скептик, не го познав човекот. Меѓутоа, со таа уметничка изложба на фотографии, тој ги отвори моите видици и од тогаш интензивно се дружам со него. Последниве години работиме професионално. РТК.мк ги работи лакардиите на Паја, а тој ни е главниот режисер и снимател и монтажер на приказките заедно со Диме Коцевски. Кажи ми, како те наоѓаме сега оваа зима? Што работи Тони Коцев? Па, оваа зима, баш како што кажа ти, претежно бевме зафанати со лакардиите. Исто почнавме, се надеваме дека почнавме, значи втора сезона од кавадаречките народни приказки. Снимивме една епизода, сега сме во исчекување. Исчекување се знае, значи на материјалниот момент е, нели? Би рекол пресудниот, освен ентузијазмот, нели? Точно е. Така да, во главном тоа е, на тоа поле. Активен си, постојано имаш нека работа во врска? Па, може да се каже. Добро, сега малку имавме пауза, нели, со празниците, ама заврши тоа сето и сега више, како беше тоа, со нови сили во нови работни победи, нели? Меѓутоа, морам да кажам дека, кога реков, ти не се задоволуваш со тоа што го имаш, дека бараш новини, креации и не го криеш твоето знаење и го предаваш. Нашиот соговорник ова лето за прв пат во Кавадарци отвори една школа за фотографии и не знам како заврши, немам информации, Тони овде ќе ни каже како беше примена кај... Па вака, значи школата за прв пат од ваков тип школа за фотографија во Кавадарци. Во почетокот, значи имавме некаде на 15-20 слушатели. Меѓутоа, малку незгодно време за време на летните распуст, повеќе од заинтересираните беа ученици. И така да летен распуст, кој на одмор, кој вамо, кој таму, меѓутоа останаа на крај 7-8 души, вистински, значи, љубители на фотографијата,
и сме во завршна фаза на подготовка на изложба. Требаше да биде пред нова година. Меѓутоа, ради некои мои ангажмани професионални, го одложивме, најверојатно ќе биде некаде на почеток на пролет. Колку фотографии направија твоите ученици? Па, вака сега, значи, ние од првобитно, како што беше планирано пред нова година, тие 7 до 8 души требаше да се представат со 40 на 50 фотографии. Тоа е избор, значи. Да, избор. Меѓутоа, овие денови треба да имаме после една пауза, треба да имаме пак состанок, да видиме сега за време на зимскиот распуст. Значи, доста од нив биле на зимување, кај нас снег ни не видоме. Меѓутоа, треба да се собереме и да видиме што има ново и пак да направиме една селекција. Културата е конгломерат од многу настани, од многу состојби. Еден дел од културата ти ја применуваш, подвижните слики се твоја специјалност и неподвижните слики се твоја специјалност, мислам на фотографијата, на уметничката. Со првата твоја изложба 1999-2000 година видов дека можеш добро ги креираш работите кои се стационирани во градот или надвор од градот и ги оживуваш преку твоите фотографии. Локалните самоуправи на неколку состои во градот и го користија твоето знаење и способност. Кажи ми, дали Тони Коцев ја следи и другата страна на културата, освен оваа за која зборува? Значи, во секој случај, јас работев на едно 5-6 години за приватна продукција во Скопје на македонски народни приказни. Добре. И точно не знам колку се, ама негде од 70 до 80 епизоди имам снимено. И таму имав, значи, прилика да работам со тим на луѓе кои што претежно беа излезени луѓе од Вардар филм. Значи работите за професионалци. Да, значи професионалци прва класа, значи тука стекнав многу искуство, многу знаење. Правенствено во тимската работа, значи што значи тимска работа, што значи дисциплина, што значи секој да си ја знае својата работа. И така да додека тие неколку години додека бев, да речеме, во Скопје, не бев цело време, али бев доста често таму на терен. Полека се запознав со многу луѓе од филмската уметност. И така да тоа за мене едно непроценливо искуство беше. Исто околу значи самата таа тимска работа, значи таму некаде, па не знам, преку 20-30 луѓе се оде на сет, значи тука имаш сценографи, значи луѓе, ликовни уметници, имаш реквизитери, имаш режисери, продуценти и така натаму. Така да после образованието, значи завршеното образование како снимател, тоа беше баш тоа што ми требаше тогаш. На подвижните слики ќе се вратам со прашање малку подосна. Како ти гледаш на актуелната состојба во културата во општина Кавадарци во моментов, гледајќи малку наназад и малку понапред? Па види, Маријан, бидејќи си секојдневно инволвиран во разни настани. Да. Дури учествуваш во нив. Па можам да кажам дека во Кавадарци многу и не се разликува од состојбата како е во цела држава. Еве, за жал сведоци сме на многу работи што се случувале од овие години. Ќе спомнам само за малверзациите кои што сега нели се истражуваат во филмски фонд, значи таму што се работело. Не викам за кај нас. Меѓутоа, за жал, сакам да кажам дека такви девијантни појави за жал се уште има, дека постои непотизам и во културата, дека одредени ликови луѓе, уметници, како да кажам, се форсират за сметка на некои други кои што се маргинализираат, кои што се потиснуваат, и знам од овака од доста разговори дека постојава огромно незадоволство кај одредени групи. Профили. Да речеме, ликовите уметници тука ги реагираат и до наша адреса стигнале такви реакции. Па исто, да, имам. Значи сум разговарал посебно со помладите, на кои што буквално не му било дадена шанса никаква. Значи, ние сме сведоци дека во изминатите години во Кавадарци
во културните институции изобилуваше со културни настани. Меѓутоа, знаеме дека квантитетот не носи квалитет, нели? Така да, моje мислење е дека сепак на домашните, тукашните, млади од теквишијата, посебно за младите уметници, значи не само ликовните уметници, општо, дека сепак им беше многу малку простор. Оставен многу малку простор. Значи не, тука е неопходна една соработка помеѓу тие друштва на уметници, помеѓу невладини организации, јавни установи тука у Кавадаци, и мислам дека беше, и ти беше на трибината која беше човекот од Министерство за култура, и истата таа замерка. Да, тоа каже истата констатација. Дека јавните институции, значи не само Кавадарци, него повеќето за жал од јавните културни институции по низ градовите во Македонија функционираат презатворено. Сами за себе некако, не. Дали се го прашање пари или политички интереси, што мислиш? И тоа, и тоа. И двете. И двете, за жал, така е. Меѓутоа, значи, ако добро те разбрав, треба да се тргне настрана ова чудо или овој начин на работа и да се отворат буквално сите врати на културните институции. Ама како и секаде, значи не само во културата и во уметноста. И секаде би требало правите луѓе, нели сега, нели може некој ќе рече зборуваме за некоја утопија, меѓутоа би требало правите луѓе да ги бркат тие работи за кои што се стручни. И не викам дека далеко од тоа дека не се правите луѓе секаде, меѓутоа мислам дека премногу политиката има замешано прсти секаде. Треба да се направат корекции. Треба да се направат корекции, во секој случај се надевам, ете има некои наговестувања, значи бевме нели сведоци на, пак ќе ја спомнам таа трибина, Министерство за култура има објавено нова програма за 2000. Да, една стратегија за развој на културата и таму има многу добри работи. Меѓутоа, најбитно тука е човечкиот фактор, значи да научиме да ги потесниме суетите. Значи да ги суетите треба да у последен план, не у втор план. Без разлика дали се служуваме или не. Да. Значи без разлика, значи тоа е, како да ти кажам, ете дел еден од исто друго сакам да кажам околу таа соработка, значи многу или скоро ичја нема соработката помеѓу културните институции и образованието. Културата и образованието може да додат заедно. Значи еве на пример еден ќе ви кажам. Во таа национална стратегија од Министерство за култура има една точка кај што викат дека ќе вратиме публиката во киносалите. Меѓутоа како? На кој начин тоа ќе се реше? Прво, јас сега не знам, али мислам дека односно порано Јакова учев основно образование, се сеќам дека по македонски јазик доста учеме за драматургија, за сценарио, па дури планови на снимање, такви работи. Сега не знам дали го учат тоа и околу кава мера го учат, меѓутоа публиката мора да биде едуцирана. Кај нас во Кавадарци имаме не 3D кино и тоа е супер работа, значи најновите блокбастери филмови се носат, меѓутоа филмот не е у тоа само, значи кај се класиците, кај се македонските класици. Јас имам разговарано со неколку наставници по македонски јазик, значи постојат некои литературни дела што ги обработуваат децата. Не знам македонска крвава свадба, Кале Шанџа или не знам. Бегалка и така. Да, кај што имате театарски представи, имате и филмовани дела. Значи, зошто да не се земат, кинотека на Македонија потроши огромни пари да се дигитализират тоа сето наследство македонско, значи филмовите стари што беа на филмски ленти, филмската лента знаеме дека више отиде у пензија, тие се чуваат во еден магазин у Бардовци, филмските, значи сум бил таму, али тоа сето е дигитализирано. И сега зошто, например, кога ќе дојде децата да го учат Чернодрински, мислам беше, крвава свата да земја. Значи прават анализа, зошто да не се отиде да се изгледа филмот по кино. Кај ќе го видат они тие филми? Едукација на тоа што го учат. Едукација, затоа што филмот освен уметничка вредност има и многу голема социолошка вредност филмот има. Последно време, значи, еден тренд е у светот да малите независните продукции
прават со мали пари, прават страшни филмови, а главна тема, главно се тие социјални теми. Во Хрватска знам дека на филмот и на подвижните слики многу се обрнало внимание, посебно на анимираните филмови. И овде, во оваа држава, на многу високо ниво е развиена таа култура за подвижните слики. Во Македонија мислиш дека треба многу да се работи, посебно во Каладарци? Вака, значи, тоа што го спомнам на почеток ти. После каца филмот, беше не знам која година беше, не се сеќам, 95-та, 6-та или кога беше, не знам, или така после тоа. Па се до сега, значи, до приказките и лакредиите, се нема ништо снимено такво. Значи, дали ТВ филм ли, игран филм ли, не е битно, значи, ништо се нема снимено. Без разлика на вредноста некоја. Да, без разлика, види, у секој случај, значи, тоа што ќе го направиме ни, секој нема да го бендиса, нели? Така. Меѓутоа, кој е субјективни, кој е објективни? Да, точно, секој нема да го бендиса, али ова што го како податок што го кажа ти со тие 200.000 прегледи доволно зборува, значи што се работи, ја не викам дека тоа е ради тоа што сум ја или не знам, меѓутоа таа екипа моментално што работи у Кавадарци. Се надевам дека ќе се појават и некои нови дечки, некои гледам некогаш кога одам у паркот, гледам деца што прв пат гледам со фотоапарати. Да. Порано го немаше тоа? Не. Порано единствено место за едукација беше народна техника. И тука кога сме, значи 2003 година, мисля, или 2002 беше, го реоформивме фотокиноклубот, народна техника, помогнаа некои луѓе, таму да смениме, значи да смениме, не знам, џамови, да смениме теписи и такви работи, и тоа знаеш од кога. Така, многу да. И ни беше ветена тогаш помош од општината, не стигна таа помош. Нешто стигна од Министерство за култура, не знам, еден компјутер, еден принтер, тоа беше премалку. И после само неколку месеци работа на тој фотоклуб, јас у тоа време бев и член на председателство на Фотосојуз. И тогаш како не видоа дека сме активни и во председателството на Фотосојуз на Македонија, во Скопје ни предложија 2003 година да се одржи во Кавадарци државната изложба на фотографија, која што виче преку 50 години секоја година се одржува во чест на 11 октомври празникот, и тоа го реализиравме ние. Тоа беше така, тие 2-3 години беа така еден поактивен период, дури една згода, морам да ви ја кажам, за еден гроздобер, сега не знам која година беше, организиравме изложба во холот на собранието, од неколку автори. Значи бев јас, беше Јадран Манчев, беше професор Томе Лисичанец, не знам други кои беа, темата беше од тиквишијата, пейсажи. И у тоа време директорот на USAID што беше гостин, он бил исто ентузијаст голем за фотографија и човек од 3-4 фотографии така кажа кои му се допаднаа. И јас и Младен Марковски, тогашниот секретар на Народна техника, ги урамиме тие фотографии, се најавиме и за експресно брзо време не примијал кај директорот на USAID. И ни знаеш како, не, нормално се надаваме дека нешто добиеме помош. Човекот не можеш да разбере кога му кажам ние на кој принцип функционира таа народна техника, дека тоа не се плаќа ништо, дека тоа е од чиста волонтерска, значи не му беше јасно тоа. Човекот и тоа едноставно вика, значи тоа што било вика заборавите го, значи никаде вика така не функционира тоа. Еве вика јас дали некоја друга организација ќе ви помогне, меѓутоа после 3-4-5 години таа оправа ќе застаре, нели техниката како оде. Како вика ќе се финансирате, пак ли вика по милостиња човек. Така да тие беа неколку години што беме многу активни на полето на фотографија. Јас сега тоа го потврдувам со овој текст од самите почетоци, како професионалец, Тони Коцев активно работи на многу културни проекти во земјата и надвор реализирал 3 самостојни изложби, уметничка фотографија, а учествувал и на многу групни изложби за кои сега ќе го прашам нешто, а исто така и самиот ги организирал. 2003 година, како што рече, како член на председателството на Фотосојузот на Македонија по 20 години, во Кавадарци се организира таа државна изложба на фотографии која традиционално се организира на секој 11 октомври. Инаку, Тони ја реафирмира
фотографската уметност во Кавадарци, тоа мораме да го кажеме, основајќи го фото киноклубот Црно и Бело, ако се сеќавате, и како председател на истот организира неколку изложби на пейсажна фотографија од тиквешијата од повеќе автори за време на тиквешкиот гроздобер. Неколку години бил во председателството на Народна техника. Таа уметничка фотографија потоа стана и мода во Кавадарци. Почнаа сите да ја практикуваат, тие ден денеска на социјалните мрежи ја имаме, луѓето почнаа да ги уживаат природните убавини преку таа фотографија, доловување на моментот и така натаму. Мислам дека тоа почна со тебе, таа 2003, 2004, 2005 година кога ти почна да експериментираш и да работиш. Види, значи секој ден гледам на Facebook, значи од тебе и од Петре Камшевски се објавуваат стари фотографии од Кавадарци кои што се од непроценливо значење. Меѓутоа тоа е документаристика. И тоа си има свое место. Уметничката фотографија не би рекол дека одма не почнала, меѓутоа дека има некои застои, значи имаме ние, не знам, јас Јадран Манчев е овде така. Да. На Јадран Манчев јас го подпалив. Да вистина. Можем да кажам слободно, мислам баш ми е драго, Јадран ми е. Да, Јадран ми е стар другар и голем другар. Исто Сашко Роцта сега што е во Америка, исто и он доста работеше. Меѓутоа добро, они се помлада генерација од мене. Така да на некој начин и тоа е култура. Да, култура е. Да, култура е во секој случај, значи учествуваше потоа и други групни изложби низ цела Југославија, бивша, мислам тие држави во Југославија. Тоа беше еден период, значи тие сите групни изложби што учествувале мои фотографии, сите се по пат на конкурс тие. Нема наредување. И нема, кој те знае? Ти си прачаш по пошта, ставаш во ковертот таму котизација, не знам, 10 евра, марки, зависи кој време било, за да ти ги вратат фотографиите назад. И ако влезеш во конкуренција, влезеш, ако не, никому ништо. Значи се борат со квалитет? Да, таму значи постојат жирија од врвни професионалци, не само фотографи, значи жирито има и ликовен уметник, може да има графичар исто. Нема тука, нема А и не биде скромен кажени си освоил некои големи награди? Ами награди, значи може би најдрага награда ми беше во Луксембург. Добро. И тоа во категорија на експериментална фотографија. Добро. Значи фотографија која што морам да го признам, тоа 50% беше случајна. Значи со експериментирање со хемија на темна лабораторија испаднаа некои интересни форми. Значи повеќе личеше тоа на ликовно дело него на фотографија. Да. Експериментирајќи по грешка купив една хартија од Грција тогаш. Од таму се скупуваш. Таму, мислам дека уште од таму купуваат тие што работат уште класично црно-бело, пошто има избор повеќе. И купив по грешка една хартија која што не треба да се третира под оние конвенционални постапки, али не го прочитав упатството. И така, у нервозата експериментирајќи, че не можам да добијам слика никако. И почнаа да се јавуваат некои форми и тогаш више добиваш инспирација и почнуваш да се играеш буквално. Дали дека таа твоја уметничка нишка во главата ти помогна да ја добиш оваа голема награда? Ти доби уште една награда, ако можам да кажам, нешто беше поврзано со Кодак. Па да, на времето, тоа пред да банкротира Кодак. На времето, добро, Кодак и сега е, мислам, е име. Така. Тоа беше на времето, пак тука некаде на околу 2002-2003, не знам точно која година беше. Они имаа на нивната веб страна дневен конкурс. Добре. И категорија, меѓу другите категории, имаше и туристичка фотографија. Една фотографија што направив во Сплит, чекајќи ги мојата сопруга и една нејзина пријателка 2 сата во еден бутик. Значи, жени знаеш како ќе влезат. И со пријателот мој што беме, едноставно викам дај што ќе седам пред бутик да прошетаме малку. И ми се види така една интересна сцена, една интересна комбинација од старо и ново, од модерно и традиционално.
и ја пратив Восприта. фотографијата и таму беше, значи тука нема ни парични награди, ништо, меѓутоа најголемата сатисфакција беше што ми стигна писмо од Кодак, имав и дури покана имав. Шо ви като Кодак тогаш може би виза да извадам за Америка. На 17 декември ми се чине или октомври беше, не е важно, дека фотографијата, значи како победничка фотографија, че стои на билборд над Мериот хотел на Таймс сквер, че у центарот на Њујорк. И со потпис оддолу, значи тоа е како видео билборд на Кодак, со потпис од оздола, меѓутоа беше подпишан како фиром. И му пратив еден мејл. Те погоди тоа, не? Ме погоди да ти кажам, браво, ама му пратив еден мејл, така, како знак на протест, ама Да. ништо не, мислам, не стигна никаков одговор, фала Богу. На домашен терен во Македонија исто така имаш две значајни награди. Дај да ја кажеме нив, додека сме Или второ место имам на таква државна изложба, Добре. на фотографија. Имам на исто така, на истата изложба у Куманово, мисли, че не беше, друга година, плакета, диплома за фотографија. И имам учествувано неколку пати на фотомедија, значи фотомедија е едно биенале у Скопје, што се одржува на меѓународно, на уметничка фотографија и многу високо котира у светски рамки. Така. Значи, таму сигурно преку 70 држави учествуваат фотографии, исто по пат на конкурс, значи меѓународно жири у кое што добро има наш член еден и 20 се од страна. Тоа се обично мајстори на фотографија. Тој по ова твое патешествие во животот во ова прва рана фаза од твојата младост, би рекол, твојот уметнички порив, ти влезе во нов филм. Односно, направи фирма Кавадион, почна малку самостојно да се занимаваш со подвижните слики и морам да кажам имаш успех. Тоа што македонските приказни во Македонија се снима по твое водство не е мала работа според мене и таа доверба ти веќе почнуваш самостојно да ја интерпретираш во твои проекти, така би рекол. Кажи ми дали со Кавадион од 2009 па еве до 2015 година си задоволен? Како влегваш во овој бизнис? Повеќе заради парите или заради твојата креативна, секогаш истражувачка моќ тоа имаш? Добро, мала исправка само за Кавадион го формирав како не е владина, како граѓанска. Добро. Со Диме заедно, Коцевски, како иницијатори. Меѓутоа, тоа е тимска работа, значи тука нема муабет за тоа и па види, значи го формиравме првенствено со цел да ги работиме приказките кавадаречките и тоа беше пред 3 години фактички почнаме со тоа. Меѓутоа не само тоа, значи имаме некои други планови, имаме некои други намери, значи да работиме други проекти. Кога зборуваме за парите, значи ние првата сезона снимивме 7 епизоди, беше договорено 10, а добивме пари за 4. И јас стално вака насмеја кажувам, обично има една фраза, викат, нели, тоа што не се решава со пари, се решава со многу пари. Јас викам дека тоа што не се решава со пари, се решава со ентузијазам, без пари се решава. И секоја чест, значи, за целата таа екипа која што работеше на, значи, актери, тука технички персонал, што работеше на приказките, кога им соопштиме со Диме дека најверојатно че нема пари, за да го истуркаме цело до крај и дека и за тие 3 епизоди че нема пари, за никој, значи не само за актерите, за никој, едногласно беше реакцијата, мислам, нема проблем, вика тераме ни. Не е проблем, значи има многу луѓе што и до ден денеска се јавуваат, не канат тоа село, ова село да отидеме, значи тука немаме проблем обезбедено до превоз, до храна, значи нема проблем за тоа. Меѓутоа, нели сите работи. Ќе продолжување на приказките? Па јас се надевам дека ќе има. Сега чекаме да видиме од локалната самоуправа, минатиот пат не испадна во пресред, викам, значи со оглед на можностите. Да, и сегашната скоро промена. Фала Богу, сега, нели, ба и не сме само ние, нели, сега. Има и други проекти. Добро, пак се враќаме на културата. Привршувајќи оваа емисија, сакам уште еднаш да го чуем твојот поглед фрлен кон културата назад и напред. Што би менувал, што би ставил, што би разместил? Има ли некои драстични твои замисли за промени?
Или подобрување? Значи, вака сега, не може да кажеме дека ништо не чинело до сега, нели? Тоа е безобразно. Мислам, Нечестно. Нечестно. Меѓутоа, секогаш може подобро. Јас спомнав пред малку дека еден друга, сепак еден друг однос према културата, генерален однос, значи првенствено од политиката, затоа што политичарите се тие што дават пари у културата, дават пари, ги дават пак нашите пари, нели? Тоа се наши пари, мои и твои. Да. И, значи, не по-правилен, туку по-праведен. По-правилна распределба, значи, пак ќе кажам, значи, на сметка на квантитетот да се оде на квалитет да се оде. Значи, има многу работи, има кои што сигурно дека можат да се подобрат, само ако си има добра волја и како што кажав јас, значи најбитно од се е да нема суета. Суета ги прави тие, значи ние сме сведоци тука у Кавадарци дека со години наназад постојат расправи. Значи сега тоа не е ништо ново јас. Конфронтирање за разни. Конфронтирање, да, па не знам оговарање, па позитивна енергија оди во конфронтацијата наместо да се Да, точно. Во креацијата на одредено дело, да има конкретизирање на таа своја неслагање со Тони или со Марија. Ја ќе го спомнам само покојниот Ристо Соколов. Значи, по-подценет човек у Кавадарци како уметник, мислам дека нема од него. Тој е поголем борец од него, нема видено. Па да, беше борец, меѓутоа ја изгуби битката и мислам дека од тоа што му се случуваше, нема дека доста многу допринесе за да го снајде тоа што го снајде. Значи, потиснат, подценет човек до максимум. А спрема мене, не само спрема мене, него и спрема луѓе кои се докажани луѓе со кои сум контактирал, сум дискутирал на таа тема, значи човекот врвен мајстор на занаетот, меѓутоа не можеше да се изборе за поповолен статус во општеството. Неодамна Тони те видов на концерт со твоите од фамилијата на фолклорниот ансамбл Тиквеш. Да. Ти има и на други културни настани. Како ги гледаш ти нив како член на публиката? Како ги гледам, значи една работа ми така бе воодушевен прво од концертот, значи со другото друштво Типопластика од Орни Мелановец. Меѓутоа тука верувам дека сите таа разлика во очија, нашиот ансамбл нема оркестар. Зошто нема оркестар? Не знам. Не ми е јасно, а знам дека имаше по едно време имаш, така. Имаш. Јас кога бев во радиото, да. На толку, значи на толков број на музичари во Кавадарци, квалитетни музичари. Да нема оркестар, што е упрашање, ја не знам. Значи луѓето кои што се одговорни за таа работа сигурно знаат. Значи сега гостите излеват со оркестар, а најшите одат на плейбек. Мислам да Друго е чувството. Друго е чувството. Сега замислите, например, не знам, Орце Николов или Танец Скопје да испаднат на да го пуштат звучникот. Не знам што е причината, али у секој случај мислам честитки за организацијата и за тоа што го покажава. Видов таму ја неколку млади деца што ќе бидат, иднината ќе бидат на игралното друштво, меѓутоа тоа вака ми остави малку. Да, се надеваме дека ќе се сменат состојбите. Вие кои не го познавате Тони, ви препорачувам да го погледнете презентационото CD за Кавадарци под наслов Од срцето на Македонија, издадено на македонски, англиски и француски јазик. Локалната самоуправа во еден изминат период го објави, 19 минути трае, меѓутоа многу убаво направено за Кавадарци. Ако сакате да запознаете со овој мој пријател и соговорник, тогаш ќе можете и него тука запознаете. Тони, ова време за оваа емисија привршува. Се што е долго не било интересно. Така велат и еви јас морам да ја прекинам оваа емисија. И CD-то за тоа. И CD-то е такво кратко, ја има севнато. Често на РТК. Промоцијата која беше само уште промоцијата која беше на CD-то во малото кино горе. Преполно народ вака беше и сега јас стоев настрана и сега тие луѓе таму не ме знаат сите нормално и слушам по филмот слушаме забелешка, што е многу кратко, не знам, нема косторницата, го нема вако, нема тоа. Значи баш тоа ти што кажа и тоа е така, значи не беше проблем да направиме не 19, него и 190 минути, меѓутоа кој тоа ќе го гледа? Така. Значи многу е попрактично и така беше планирано, можеби ќе се реализира некогаш, многу е попрактично да направи втор дел.
дополнето издание, точно, значи ќе ги ставиме. Можеме ние во една тоа фактичка на епизода да речеме. Ма не може една свадба да ја гледаме 8-9 часа како била, треба да се скрати на сати нешто, за да можете да а не ќе те доседи тебе ако се продолжена со свадбата. И во последно време тоа и се случува. Ти малку наоѓаш вентил во тие свадби, ти веќе уредување на филмскиот дел на свадбата, не ги правиш така како што порано се правиле, сега е вистински филм. Па тоа не што е ова чудо сега. Се сменија времењето. Па толку е тоа убаво софистицирано направено од тебе, да речеме една група на фотографи во кавадарци кои мора да кажам, треба да си капа. На времето свадбените фотографи, ајде да не речем за подсмев служеле. Така. Ама се сменија времењето. Значи не само сега него и од секогаш да работиш на свадба, дали како снимател или како фотограф е крајно одговорна работа. Ако ние денеска направиме некоја грешка, не знам, со лакардијата или со емисијата, ќе скратиме, а таму не може, значи тоа на луѓето еднаш во животот му се случува и му е, нели, еден од најрадосните денови, значи одговорноста е голема, работи со техника, не дај Боже се може да се случи, мора да си спремен со резервна опрема, со резервна техника, со резерва луѓе исто, и крајно одговорна работа е и е предизвик. Значи предизвик е порано, па што знам, до предано 10-15 години, тие такви фотосесии, љубовни приказни, барем кај нас не се работеа. Тоа почна толку пред, еве нека се 15 години почна, и више во една друга сфера на Да, ама тука виж, тука имаш комбинација, имаш документаристика, значи мора моменти да ги ловиш и можеш и уметност да направиш. Значи да работиш, нели, со светло, со кадар, со претходно нешто смислено сценарио и така. И многу големо знаење треба да имаш. Не само да сликаш, да стикаш и да. Знаење, искуство треба, да. Многу е битно тоа. И најбитно од се односот со луѓето. Мислам дека ти го задржуваш тој примат на добар, на човек кој многу контактира со луѓето и да ги цени сите луѓе без разлика дали е на долниот дел на таа скала или најгорниот. Сите сме исти. На крајот на краиштата, ако работиме во културата треба да не биде само една алатка со која ќе го поминуваме животот поубаво. Ќе ги примеме работите полесно, нема да се нервираме, ќе има време за сите нас, за се, и ако на секој му дадеш да го работи она што го сака, ќе му успее. Воспротивно, ќе биде како што некои сега реагираат дека некои биле фаворизирани, некои не. Тони, овде морам да прекинеме. Добро. Тоа беше Тони Коцев, ти благодарам што ми беше гостин. Мислам дека сега те запознаа оние помладите, ако така можам да кажам, кои не те познаваа повеќе, а ако сакат да те запознаат, нека ги погледаат приказките, лакардиите и некои други твои уметнички фотографии кои останаа за секогаш. Слободно и секогаш сум отворен за коментари, за критики, и за добронамерни, и за тие недобронамерни. Да, нема проблем. Вторите дури немаш проблем. Нема проблем. Ќе ги решаваш, нели? Почнувани толку во оваа емисија која ја посветивме на Тони Коцев од Кавадарци, ни беше чест што разговаравме со него, се гледаме во некоја друга прилика со име кое го познавате или не го познавате, а би бил интересен разговор што ќе го водиме со него. Се не убаво.